во недоглед го кршите членот 78 став 2 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. И со тоа дозволувате со ноторни лаги и конструкции цело време да се замајува македонската јавност. Зборувам за лаги и конструкции, зашто нештата ги прикажувате само онака како вам ви одговараат. И тоа не само последниве 13 дена, 12 години во континуитет. Вие 2012 година не ни дозволивте да бидеме опозиција. 2017 година не ни дозволувате да бидеме власт. Како може да барате од нас да го почитуваме вашето мислење и да зборуваме на рамноправна основа? Зборував за лаги и конструкции, меѓутоа главниот збор тука е зборот лицемерие. Нешто кое и самите го правите, нешто кое во континуитет се случува во Република Македонија, се обидувате да му го налепите на вашиот политички противник. Нека простат колегите албанци ако лошо го прочитам, Мабуроја. На македонски значи штит. Ова е весник кој го издава армијата на Република Македонија. На секоја втора страна го има министерот Јолевски, а во истиот тој главен уредник е министерот Јолевски. Дали ова, почитувани колеги, им го кажавте на вашите гласачи? Дали вашите гласачи го знаеја ова? Почитувани колеги, во овој ист број, кој е последен издаден во октомври 2016 година, на 45-та страна има текст за нашиот, посебно за мојот прилеп, за Илинденското, поврзано со Илинденското востание, ама најмногу со 11 октомври и востанието 41. И сега некој сака да ми кажи дека текстов напишан на албански јазик за 11 октомври 41, некој друг планира да зборува за геноцид за партизаните. Па срамота е ова што го зборувате. Срамота е и недолично е. Баш затоа, господине председавач, барам безусловно да го почитувате членот 78 став 2 од Деловникот, кој вие самите го имате донесено, и да дозволите гласање за изменување на редоследот на точките. Во исто време, ве замолувам уште пола минута, во исто време денес колегите зборуваја за голема среда и за Јуда Искариотски. Почитувани колеги, не е денес во прашање Јуда Искариотски. Во прашање е Понтиј Пилат, кој го изврши злосторството. Во прашање е оној кој се заканува во светата последна страшна недела. А не е овде дојден да се соочи со пратениците од парламентарното мнозинство. Ви благодарам.